му одржа лекција на Заев, сега наред му е Ковачевски. Се погласните шпекулациите дека Црвенковски ке формирал нова партија. На само една година пред парламентарните избори, екс-председателот на социјалдемократите зема замав на политичката сцена. Гласините се дека поранешниот прв човек на државата преку политичко движење ке действувал во политичкиот живот. Македонија пред се. Ова е наводното име кое се почесто се слуша по политичките кулуари. Име на движењето кое би било на Црвенковски, но тој немало да биде председател на истото, туку само член, но и мозокот од позадина. За новата политичка цел, приврзаниците на Црвенковски, како што кружат гласини, веќе отпочнале со основање на движења низ сите градови во Македонија. За одсега за половина година сите да се обединат под името Македонија пред се. Неколку пати досега се ширеа шпекулации дека Црвенковски ќе направил камбек во политиката, но тоа не се случи. Дали овој пат информациите кои претекоа во делот медиумите ќе се остварат, останува да видиме. Но симптоматично е што пред само 2 години беше организирано токму движење во Охрид пред се, но и само кандидатурата на Максим Димитриевски во Куманово. Движењето Македонија пред се има свој корени од последните локални избори, кога во поедини општини се појавија независни кандидати за градоначалници, а кои кандидати, поради недоразбирањата со централата на СДСМ, настапија како независни. Ова не би бил прв удар на Црвенковски кон раководството на неговата матична партија. 2 пати влеза во отворен судир и со човекот кој токму тој го аболицираше, поранешниот премиер Заев. Црвенковски, заради договорот со Бугарија, дури и го замрзна членството во СДСМ. Дека се случуваат големи пресврти на политичката сцена е доказ и последната изјава на потписникот на договорот со кој Македонија го смени името. Димитров најави дека се враќа онаму каде што и секогаш бил, во политиката. Јас во блиска иднина ќе обзнанам на јавноста во каква форма ќе делувам, така што не би можел сега на некој начин тој план да го обзнанам баш денес. Тоа што можам да го кажам е дека ние имаме проблем како граѓани, дека работите не се добри во државата. Дали човекот кој играше со сите партии сам ќе направи партија или пак би бил дел од најавуваното движење на Црвенковски, останува отворено прашање, особено бидејќи според шпекулациите, оној кој треба да седне на фотелјата на Македонија пред се, веќе бил познат лик кој требало да ја изненади јавноста.